представници на медиумите, почитуван колега Османи, Ваша екселенцијо, амбасадоре на ОПСЕ, дозволете ми во моје лично име, во име на Министерството за внатрешни работи, да се заблагодарам за присуството на овој настан, кој е од исклучителна важност за Република Северна Македонија, и тоа два аспекти. Првиот е нашето активно учество на меѓународната безбедносно-политичка сцена преку председателството на ОПСЕ, како и презентација на зајакнатите капацитети на Министерството за внатрешни работи од областа на борба против организираниот криминал и тероризмот со активно учество на единица за службени кучиња во координација со други организациони единици. Преку овој настан на дело се гледа успешната и докажана соработка со мисијата на ОПСЕ и Република Северна Македонија, која што се реализира, а посебно би го потенцирал и значењето на денешнава активност поради фактот што истата се организира во период кога нашата држава председава со оваа организација. Денеска тука со нас е и мојот почитуван колега, министерот Бујар Османи, во својство на председавач на ОПСЕ. Соработката со ОПСЕ изминативе години се одвива во континуитет и е од круцијална важност во градењето на демократските капацитети на институции и зајакнувањето на безбедноста не само за граѓаните, туку и на регионално и на глобално ниво. Како еден од елементи за успешна соработка, која се реализира помеѓу Министерството за внатрешни работи и ОПСЕ, е имплементацијата на проекти и проектни активности кои во голема мера придонесуваат за професионализацијата и успешно извршување на работните задачи на организацијските единици во рамките на Министерството. Тука пред себе сакал да го споменам проектот поддршка на националните власти на Република Северна Македонија во намалување на ризикот од пролиферација и злоупотреба на мало и лесно оружје, преку кои се реализирани активности во вредност од 1.887.879 евра, и тоа во области на надградба на инфраструктурата на Министерството за внатрешни работи преку градежни работи, подобрување на мобилноста на Министерството со 14 специализирани возила за К9 и 3 приколки, подобрување на IT инфраструктура, креирање на сопови и приражници за обука, како и ангажирање на меѓународни и домашни експерти. Денес имавме можност да посведочиме дека средствата и ресурсите вложени во капацитетите на Министерството за внатрешни работи навистина го зајакнуваат капацитетот на организацијските единици во предизвиците кои се однесуваат на борбата против организираниот криминал и тероризмот, што како феномени во денешно време ги имаат поминато границите на националните држави и се закани за регионалната и глобалната безбедност. Во делот на проектната соработка би сакал да ги спомена проектните активности за поддршка на МВР за ефективно спречување и истрага на транснационалните закани, при што се реализирани активности во делот на обуки и зајакнување на капацитети во делот на материјално-техничкото работење. Во областа на поддршка на демократското политичко работење, спроведени се проектни активности за примена на демократските принципи на политичкото работење и родова менторска програма и зајакнување на капацитети во борба против родово базирано насилство и проектот градење хибриден образовен систем во Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија. Почитувани, на крајот дозволете ми уште еднаш од моје име, од име на институцијата со која раководам, да ви се заблагодарам за континуираната поддршка, успешна соработка која се реализира помеѓу Министерството за внатрешни работи и ОПСЕ, и да ве уверам дека сите капацитети на Министерството ќе бидат ставени на располагање за продолжување и зајакнување на соработката помеѓу двете организации и секако за соработката која што ја имаме заеднички со ОПСЕ и со Сдруженијето на новинарите на Република Северна Македонија. Ви благодарам.